Почитувани, добро утро секое утро. Да си продолжиме ние со разговор во нашето студио, каде што јас имам на гости две прекрасни дами. Понеделнички веднаш ќе ги поздравам и нив и вас секако. И ќе им посакам добре ни дојдовте во утринската програма на Алфа телевизија. Сандра Атанасковиќ Ѓурѓев, дел од тимот за маркетинг и комуникација во ДМ. Познатата наша ДМ, каде што се, поготово ние жените најмногу си пазаруваме, а и мажите многу често исто. Светлана Пејовиќ е раководител на програмата за еколошка едукација во Македонското еколошко друштво. Еве ни го и насловот зошто сме ова утро тука, зелена иднина од градинка до училиште, но добро утро еве уште еднаш. Добро утро. Утрински сме расположени? Одлично. Да. Смерано будници? Да. Немаме проблем со будењето. Да започнам од Сандра. Може, Сандра? Може. Ајде за почеток како се роди идејата и која е, да кажеме, главната мотивација на ДМ, нели ова е за ДМ, идејата, за лансирањето на екоконкурсот Зелена иднина од градинка до училиште, како што нели и ни стои насловот, па да појасниме малку за што се работи. Да, пред се сакам да кажам дека ми е многу мило што ова утро имаме шанса да зборуваме за една преубава тема и што ќе можеме одблиску да ви ја представиме оваа наша зелена иницијатива заедно со партнерите од Македонското еколошко друштво. Одлично. Сега морам малку да ја вратам приказната наназад за да дојдам до тоа како се инспириравме за оваа иницијатива. Ке не интересира? Да. Ќе пробам да видам кратка, иако приказната е навистина голема и зад нас стојат голем број на проекти. Идејата за зелена иднина од градинка до училиште се јави како еден вид на природно дополнување, продолжување на екопроектот на ДМ, Пошумуваме заедно за позелено утре, кој е дел од стратешката определба на компанијата уште од самото основање, тоа е грижа за животната средина. Така. Сакајќи да вклучиме поголем број на поединци, колеги и вработени институции во процесот на зачувување и обновување на животната средина. Во 2022 година го започнавме проектот Пошумуваме заедно за позелено утре. И изминатите 3 години преку овој проект одржавме 3 масовни пошумувања на планински предели во нашата земја, со што засадивме 100.000 дрвја. Тоа е голема бројка. Да, голем јубилеј. Браво. Со учество на речиси 1000 волонтери. Оваа година планираме да биде најголемата акција досега, со што сакаме да достигнеме големата бројка на 150.000 засадени дрвја. Оваа акција ќе се случи на 23 ноември во околината на Штип. Како дел од проектот покрај овие масовни пошумувања беа и раззеленување на 2 урбани средини во Скопје, но и на 2 градинки, 2 училишта во Битола. Успешно така се ова. Браво, сека чест. Да, се беше успешно. Разделенивме 2 училишта и 2 градинки во Штип, Битола и Струмица и морам да кажам дека фидбекот после садењата во училиштата и градинките беше прекрасен. И често пати добивавме коментари од типот на дали може ово училиште да биде следно, дали може и оваа градинка да ја вклучиме во проектот. Па така увидовме интересно и потреба да што поголем број на училишта и градинки бидат дел од овој проект. Да, одлична идеја. Да, токму затоа. На ниво зборуваме на цела, нели, Македонија, кој што си има таква желба, може да се пријави. Да, токму на 16 септември го отворивме конкурсот Зелена иднина од градинка до училиште, на кој може да се пријават сите државни и општински, основни и средни училишта и градинки за раззеленување на нивните дворови. Меѓутоа, овој пат отидовме еден чекор подалеку и благодарение на експертизата и стручноста на нашите партнери од Македонското еколошко друштво. Одлична соработка, морам да признам. Да, преубава соработка. Воведовме едукативни работилници, предавања, преку кои децата, каде што садиме во училиштата и во градинките, можат да научат многу повеќе за животната средина, за природата, но и за самиот чин на садење, нели? И да им садиме нив свеста да им биде на највисоко можно ниво, за да си ја зачувуваме, да ја чуваме природата, така. Да, тоа е нашата цел. Да. Одзивот на конкурсот морам да кажам дека не ни изненади, меѓутоа многу ни израдува, бидејќи за помалку од 2 месеци добивме речиси 100 пријави. Да, и ова е дополнителен показател и мотивација да навистина продолжиме со она што го правиме.
Одлично, Сандра, за почеток, вака како вовет, како да кажавме, дека имаме нешто како трема. Тоа воопшто сега не се забележува, малку да се пошегуваме, меѓутоа, нели, колку е лесно. Добро, понеделнички викенд се опуштиме, не е проблем, ете се случува, нели, пенкалцето да падне, па да луѓе сме си. Утринската програма е за опуштен еден убав разговор. Сега малку и со Светлана. Како поддржувачи на овој конкурс, која е, како што кажавме, главната ваша улога во спроведувањето на активностите, секако и на кој начин ги поддржуваме училиштата при раззеленување на своите дворови? На кој начин, да? Пред се морам да кажам дека како представник на МЕД морам да ја изразам мојата благодарност. Многу ни е драго што сме дел од оваа кампања, затоа што ова е вистински пример каде што едукацијата, стручноста и заштитата на природата одат рака под рака. Така. МЕД, Македонското еколошко друштво, повеќе од 5 децении работи на заштита. заштита. Како звучи во МЕД? Да, МЕД. На заштита, проучување и зачувување на природата и животната средина. Сето она што го работиме на терен, во истражувајќи ја, проучувајќи ја нашата природа и заштитата на самата природа и на животната средина, се обидуваме да го преточиме во оваа кампања. Поточно, која е нашата улога? Ние го даваме целото наше знаење, го споделуваме искуството, она што го работиме на терен, а на учениците им ја доближуваме повеќе важноста, значењето и улогата на дрвјата, на шумските екосистеми. Како што споменавме, колку е сега важно, поготово во ова време во кое што нели живееме, па и ни се случуваат, еве гледаме и фотографии во моментов, ако сакате може да ги искористиме за пожарите, нели, колку имаме штета направено што се однесува во тој поглед, затоа и дечињата треба да, како што кажав, мора да знаат нешто многу повеќе. Ајде да ги искоментираме, еве, конкретно, ова е каде? Стив Наумов каде? Ова е Стив Наумов во Битола, која се случи минатата недела. Оти имаме и во автокоманда, па се збунив нешто не ми е познато, а гледам истото име како во мојата насока. Досег имаше 2 пошумувања, едното беше во Гази Баба, во селото Јурумлари, и второто пошумување беше во Стив Наумов во Битола. Она што е убаво и што е многу значено кога правиме едукација со ученици без разлика дали се други активности, меѓутоа особено во оваа кампања е што тие освен што учат што е значајно за самите дрвја, зошто ни се важни, дека даваат чист воздух, ја чистат водата, обезбедуваат дом за многу животни. За фотосинтезата учат. Така. Од друга страна, обезбедуваат поддршка на нашата природа. Не само тоа, активно се вклучуваат во активностите и после едукацијата. Самиот чин на засадување дрва поттикнува поинакво однесување кај самото дете. Од друга страна, самата работа во тим, споделување, заедничка работа, радост за резултатите, има се развива поинакво чувство кај децата, поинаква одговорност кон природата, меѓутоа и емпатија и се разбира, па тоа сигурно е вашата и цел, нели, најмногу, меѓутоа и да имаме убава природа за сите нас, но од мали нозе се учи се. Не само за природата и за многу други нешта, но тука зборуваме токму на оваа тема. Повторно ќе се навратам на Сандра, може ли да ни кажете еве нешто повеќе за начинот на функционирање на овој конкурс, затоа што кажавме дека имаме многу пријави, меѓутоа ајде нешто малку повеќе како може да се пријават училиштата и градинките каде што се врши изборот на еве овие проекти, а може да се забележи да како дечињата и уживаат во чинов. Убава атмосфера. Убава атмосфера, токму така, дури од фотографиите некогаш се чувствува енергијата. Така, конкурсот, како што кажав, е отворен од 16 септември оваа година. Истиот ќе биде отворен до крајот на август 2026 година. Ќе биде постојано отворен за пријави. Тоа е долг период, одлично. Да, долг период. Тоа беше целта да направиме еден долгорочен проект. На него може да се пријават сите државни и општински основни и средни училишта и градинки со по еден проект. Всушност станува збор за еден краток формулар каде ги бараме основните информации за училиштето или градинката, се со цел да добиеме една целосна слика за дворот кој што аплицира за да биде раззеленет.
по пристигнување на пријавите. Истите ги разгледува стручен тим со представници од ДЕМ и од Македонското еколошко друштво. Тука земаме предвид неколку критериуми. Тоа е големината на училиштето, големината на училишниот двор, површината која е достапна за раззеленување. Што е потребно. Да, меѓутоа секако приоритет имаат оние училишта и градинки кои воопшто немаат или пак имаат мала зелена површина во своите дворови. Иако конкурсот е отворен постојано, садењата се вршат само во оние месеци кои се погодни за садење во текот на годината. А дали исто има, се извинувам, како Македонско еколошко друштво, сигурно имате стручни тимови што вирее таму во тој предел, во таа почва и сигурно дека се определувате за кои дрвја, растенија ќе може да се посадат, така? Токму така. Претпоставувам, да. И учениците ги учиме дека треба да садиме наши домашни дрвја и соодветно на околната средина, на околната вегетација. За да успеете да биде зелено. Така. Нашите дрвја знаеме се отпорни на условите кои што владеат тука, односно се адаптирани, отпорни се на болести, на штетници, така да убаво и тоа да го потикнеме наши дрвја да садиме, така ја поддржуваме и нашата природа. Уча што е важно за нашата природа и тоа го правиме. Да дополниме еве околу пријавувањето уште нешто, дали е потребно да знаат гледачите, односно еве сега сите оние кои што не слушаат, нели, се дел од училишта, градинка и така натаму. Па како што кажав, садењата ги вршиме во месеците кои што се погодни за садење, да, тоа се март, април, мај, септември, октомври, ноември, при што предвидено е секој од овие месеци да садиме во две образовни институции, значи да разелениме 2 двора. И тоа со поддршка од највеќе 120.000 денари по училиште. Понатака, откако ќе ги избереме, нели, дворовите, пристапуваме кон оние детали кои што веќе ги спомнавме, нели, да избереме што ќе се сади, да се договориме кога ќе биде садењето. Па да ја достигнеме ДМ, германската фирма, па да не биде исто зелено разеленето како и во германските предели и во училиштата, па поготово, каде што сите сме виделе и доживеале, ако не во живо, па дури на, нели, можеме тоа да го погледнеме и на ТВ екраните. Сега, на кој начин соработката помеѓу приватниот сектор ДМ, кога веќе го споменав, и граѓанската организација Македонско еколошко друштво, и ја зголемува ефикасноста и влијанието на ваков тип на проекти, како поминавме досега, да ги искористиме овие последни 3 минути ни преостануваат, гледате како брзо поминува времето. Она што јас го кажав, па да завршиме со овие одговори, односно за ова што сега ве прашав, да ве слушнам. Сакаш ли Кој се вака? Оваа комбинација, оваа соработка помеѓу бизнис секторот, приватниот сектор или општествено одговорна организација и невладиниот сектор одат некако рака под рака и ова е многу одличен пример. Ова синергија, ова силна врска всушност ги става сите битни работи на едно место. Од една страна приватниот бизнис, односно ДМ, обезбедува ресурси, обезбедува логистика, организација на сите настани, секако медиумска покриеност, што е многу битно. Не само за задоволство, така, не само за тоа и јавноста да види дека вакви зелени идеи и акции се секако потребни. Од друга страна, невладиниот сектор со своето знаење, искуство и експертиза помага и сепак го става на пиедестал, ја става на пиедестал заштитата на природата и зачувувањето на шумските екосистеми. Сметам дека ова е многу добро, ваквата синергија дава широк опсек на активности кои што даваат големи резултати, кои што се одржливи и долготрајни. Така. Да, еве за крај од нашиот разговор тука се приближуваме, да уште еднаш еве како ДМ, што се активностите и за понатаму, сигурно дека имате некои други идеи. Апсолутно, како што кажав, како дел од проектот Пошумуваме заедно за позелен утре, го планираме следното масовно пошумување на 23 ноември. Да потсетиме, убаво би било, така? Така е, да, може секој заинтересиран да се пријави. Пријавата се наоѓа на нашата веб страница dm.mk. Понатака продолжуваме со конкурсот со раззеленување на уште училиште, еве ги планираме за ноември раззеленувањето, утре задутре ќе бидат на 11 и 12 ноември во училишта во Батинци и во Петровец, така што продолжуваме во нашата мисија. Од каде ги набавуваме растенијата и сето она што е потребно? Најчесто од јавното предпријатие, национални шуми, располагаат најмногу и од други јавни предпријатија во зависност, нели, од потребата за садници. Македонското еколошко друштво, ајде малку за крај само за вас, нели, нешто повеќе, колку време обстојува веќе? Па повеќе од 5 децени, од 72 година
замислите. Да, активно работиме. Во првите 10-20 години работевме да дознаеме што точно има во Македонија, кои се нашите природни ресурси, па понатаму нашето делување се сврти повеќе кон зачувување, сега со конкретни мерки. Работиме повеќе годишни проекти, се што е од областа на вегетација, животни, заштитени подрачја. Кога ни се случуваа пожарите, можам да замислам вие во вашето македонско еколошко друштво, какви ви се ваши чувствата, затоа што знам колку сте големи љубители кон природата. Особено за ранливи кога гори екосистеми, шумата. така. Да речеме во Преспанскиот регион, каде што мора многу внимателно да се работи воопшто на национално ниво. Мораме да работиме на тоа да ги обновиме нашите да ја подигнеме свеста. И на нас возрастните исто така и за сите оние кои што може да помогнат што се однесува за зачувување на природата, за да ние уживаме во неа и да оставиме како што треба и на идните наши генерации. Еве тоа вие го правите. И многу ви благодарам за гостувањето, ви посакувам голем успех и да имаме зелена убава природа. Па се гледаме повторно. Се гледаме.